Почитувани колеги, почитувана јавност. Наместо да ги гони оние кои прават криминал, Министерството за внатрешни работи денес одлучи да ги гони оние кои откриваат криминал. Утринава во 9 часот, како што бев повикан вчера, отидов на службен разговор во полициската станица на СВР Скопје во одделот за компјутерски криминал. Поради објавениот текст од 5.11, од 5.6 годинава, во кој објавивме ексклузивна аудио снимка на која се слушаат илегални активности на генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Не гледам која е причината да бидам повикан како новинар, како уредник на Економски лидер, на полициски разговор за објавен текст, особено затоа што во самиот текст е присутен огромен јавен интерес како што е трошење на државни пари. Полициските службеници ме прашуваа за две работи. Прво, дали стојам јас за текстот, што е илузорно да се зборува затоа што јас сум потпишан на самиот текст. И второ, ме прашуваа кој е свиркачот кој ми го доставил аудиото. Значи, главната цел не е да се открие криминалот, туку да се открие оној кој на медиумите им го дал криминалот. Но ова одговорив дека никогаш нема да го открием мојот извор, како што никогаш нема да откријам било кој извор за било што од она што работам. Токму затоа ја користам оваа прилика да ги повикам сите оние кои имаат било каква аудио, видео, снимка или документ за било каков криминал на власта, на опозицијата, на премиерот, на семејството на премиерот, на било кој, истите тие снимки да ми ги достават. И јас немам никаков проблем да го повторам делото и повторно, ако е потребно, да бидам повикан од полицијата. Се надевам дека нема да одговарам и дека нема да се најде обвинител кој ќе го процесуира овој случај, затоа што сегде во светот се објавуваат вакви материјали. Впрочем, владата во Австрија падна поради нешто слично. Дали имаме прашање? Кој беше одговорот на МВР на твоето тврдење дека нема да го откриеш изворот? Кои се нивните најави за понатаму? Имаше ли такво? Морам да истакнам дека беше присутен и началникот и уште еден полициски службеник. Двајцата беа навистина професионални во она што го работат. Не можам да најдам замерка на нивниот процес, но тоа што им е професионална должност, тие се обидоа да направат се за да го добијат изворот. Јас им кажав дека никогаш нема да го откријам, пошто ми рекоа дека тие наводно го знаеле, па доколку го знаат, зошто јас би им го открил. Подготвен сум за се што е понатаму, ако е потребно и обвинителство и било што, но колку повеќе власта се обидува своите илегални активности да ги покрие на ваков начин, толку повеќе греши. Потребна е одговорност, а не малтретирање на новинари.